إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ние бidni Allahi Ta'ala ќе продолжиме со оваа изворедна книга, таја е книгата на Теухидот, на монотеизмот, Китабут Теухид од авторот Шейхул Ислам Мухаммед Ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. И сме веќе кај поглавието во кој велит авторот рахимахуллах Бабун Каулуллахи Та'ала, поглавието Аллаховиот говор وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. Го почнуваат авторот рахимахуллах, како што го имате во минатото почнато неколку поглавија со ајети. Исто така тука значи го спомнуваат Аллаховиот говор кога ние ќе го оставиме него да осети нашата милост после тоа кога него го погоди некоја несреќа, тогаш вели тој, ова беше од мојата моќ и од мојата заслуга. Значи, кога човекот ќе осетит некои убави работи, некои благодати, некои милости, заборават тешките работи, заборават искушенијата и велит, ова што го има достигнато јас сега, е поради моите способности и моите заслуги. Ова поглавие содржува значи дека човекот треба да биде пазлив и внимателен во неговите зборови кои тој ги употребува, за да не содржува неговите зборови негирање на Аллаховите благодати. Зошто се што има човекот и се што поседува човекот е од Аллаховата милост и Аллахови благодати кои му ги има дано на човекот, а не дека човекот, значи, поради неговите способности. Се и самата способност, и самото знаење што го поседува човекот, како што вели тука Шейх Утхајмин рахимахуллах, и тоа, знаењето и способностите кои ги има тој, се Аллахови благодати. Се Аллахови благодати кои му ги има дадено на човекот. И овде вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, значи кога го оставаме да осети нашата милост после искушението, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, зашто во вистина во тие моменти и во тие случаи треба човекот да биде многу позаблагодарен спрема Аллах Джелешану, од што како да биде многу позаблагодарен спрема Аллах Субхана ва Таала, од што кога би осетил Аллаховата милост, почетно без да биде искушан. Примерот за тоа вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, како еден човек кој нема никаква храна, нема ништо за јадење и трпи неколку дена. Тој кога ќе најде леп храна, тој многу повеќе ја ценит од што од оној што има од секогаш, што имал нон-стоп секој ден. Така вистина се барати од човекот кој имал, значи, искушенија, претарпил искушенија и тешкоти во животот, и после тоа Аллах Джелешану, значи, му дозволуваат да доживеат милост Аллахов, тогаш се барат од него многу повеќе да тој да биде спрема Аллах Субхана ва Таала заблагодарен, а не да биде незаблагодарен. А во овој случај тука, овај човек, значи, тие луѓе се незаблагодарни. Зошто? Вели тој, ла јекуленна ҳаза ли. Тој ќе рече, ова е поради моите способности. Ова ја го имам заслужено. Значи го заборава тогаш Аллах Джелешану. Туку препишува, значи, тој благодат на себе си свој. Или вели Шейх Утхајмин рахимуллах,
значи пропишува тој благодат на себе си свој, дека тој, значи, го имаат стигнато поради неговите способности и дела, и ако верува тој така, вели Шейх Утхајмин рахимуллах, дека ова е една врста на ширк во теухид ер-рубубија. А ако верува дека тоа што го има достигнато му го дал Аллах Джелешану, но тој го има тоа, значи, заслужено. Значи, тој верува дека му го дал Аллах Джелешану, но тоа што му го има дадено Аллах, тој има заслужено тоа. Значи, поради неговите заслуги. И тогаш, исто ова е една врст, значи, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, значи, кој го допират теухидот на ибадетот. Зошто човекот треба да биде скромен спрема неговиот создател, Аллах субханаху ва таала, а не да чувствува дека тој има некои си права ке Аллах субханаху ва таала. И види сега што вели Шейх Салих ал-Шейх, кога Абу Бакр ас-Сиддик радијаллаху анху, кој е најдобриот човек после пекамберите. Абу Бакр ас-Сиддик радијаллаху анху, го му рече еднаш на посланикот салаллаху алейхи ва селам, научи ме една молитва, кој јас ќе ја изучувам. Тогаш му рече пекамберот алейхи салату ва селам, да го велиш во крајот на твојот намаз, значи дали е тоа пред селамот или после селамот, но во вистината е тоа, значи дека се прави пред селамот, што? Да речиш следнава, значи дова, односно, значи молитва, а тоа е Аллахумме инни залемту нефси зулмен кефира, ла јагфиру зунуба илла ант, фагфир ли. Му рече пекамберот алейхи салату ва селам на Абу Бекра, речи следново. О Аллах, јас направив на себе си големи неправди. Ова му го вели пекамберот алейхи салату ва селам да го речи на Абу Бекра. А не ние малце почнуваме со намаз, со пост, со садака и мислиме дека сме ние више готово, завршено е со нас. Дженнетот не чекат. Пекамберот алейхи салату ва селам вели на Абу Бекра радијаллаху анху, речи, о Аллах, јас направив на себе си големи неправди. Никој не може никој не ги опростуваат гревовите, освен ти. Освен ти. Фагфир ли, опрости ми. Значи, опрости ми за моите гревови, за моите неправди. Значи, ова му го научи, за да свати, значи, да биде поука ова, не само за Абу Бекра радијаллаху анху поука, туку и за целиот уммет. Да бидат, значи, да бидат скромни спрема Аллах субханаху ва таала и да не мислат тие поради нивната покорност и нивниот ибадет дека ти има некои заслуги ке Аллах субханаху ва таала. Зашто вели Шейх Салих ал-Шейх хафидахуллах дека од, значи, совршеноста на теухидот е да човекот вистински да чувствуваат, значи, овеличување спрема Аллах субханаху ва таала во неговите дела и во неговите изреки, односно зборови. Значи, кога тој зборит, значи, ги мерит неговите зборови, значи, во вагата на Куранот и на суднетот. Значи, не збори зборови, освен што се зборови, значи, во склопка со Куранот и со суннетот од пекамберот саллаллаху алейхи ва селам. Исто, други ајет, кој го спомнуваат авторот рахимахуллах, а тој е Аллаховиот говор иннема утитуху ала илмин инди. Значи, Аллах Джелешану вели тоа за Карун, дека тој има речено, ова што го има постигнато јас, го имам постигнато поради моето знање кој го поседувам. Значи, тој тука негират тие благодати, тие убајни, тие милости кои му ги има дадено нему Аллах Джелешану, ги негират и вели, значи, се што имам и што поседувам и што имам постигнато е поради моето знање. А во вистина и тоа знање му го има дадено, значи, Аллах субханаху ва таала, и за тоа знање, значи, требите
човекот да биде, значи, да биде заблагодарен спрема Аллах субхана ва таала. И вели Шейх Утемин рахимахуллах дека за благодарноста во врска со благодатите имат 4 столбови. Значи, ако сакаш да знаеш дали ти вистински си заблагодарен спрема Аллах субхана ва таала, тогаш треба овие 4 столбови да ги исполниш. Односно, 4 услови. А тие се, првиот услов, вели Шейх Утемин рахимахуллах, да го прифатиш во твоето срце, чувството во твоето срце дека ова што го имаш постигнато, ти го дал тебе Аллах Джелешану. Значи, да имаш во срцето глабоко да ти биде, значи, влезено, дека се што поседуваш, тоа ти го дал Аллах субхана ва таала. Втор, значи, услов, вели Шейх Утемин рахимахуллах, да го искажиш, односно да го изразиш, да изразиш таа заблагодарност со твојата уста. Значи, да велиш елхамдулилlah, захвалноста му припаѓа на Аллах Джелешану за ова што го имам, за ова што го има постигнато, без Аллах Джелешану немаше ништо да бидам, ништо да нема да постигнем, така натаму. Значи, да искажиш, значи да изразиш захвалност спрема Аллах субхана ва таала. Зошто како имаме спомнато и во минатите поглавија, значи кога некој човек тебе ти испраќат нешто, некој подарок, и ти праќат, како да речеме, курир, како денеска што се овие каргово во Македонија. Ти кому после му се заблагодаруваш? На тој што ти го носит каргото или тој што ти ги имат пратено подарокот? Без сомнеш, тој што ти ги имат пратено подарокот, на нему се заблагодаруваш. А не на тој што ти го донесува. Тој е платен за тоа. Како е тогаш, ако ние Аллах Джелешану го забораваме, што тој е вистински подарител на нас за сите добри и милости што ги имаме, и тогаш што ние се заблагодаруваме на створенијата, на докторот, на докторката, на судијата, на филанот, на иланот и не зна кој. Значи ова, ако го правиме така, значи ние сме во вистина незаблагодарни спрема нашиот Создател. Значи, втората е да му се заблагодаруваме на Аллах субхана ва таала со нашите усти. И третиот услов, вели Шейх Утемин рахимахуллах, да ние тие благодати кои ни ги имат нас Аллах Джелешану дадена, тие се сите негови благодати, и ако вели, како велите Аллах Джелешану وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Значи, секој еден благодат што го имате вие, тој од Аллах Джелешану. Исто велите Аллах Джелешану, ако вие покушате да ги броите Аллаховите добрини и благодати, нема да достигнете да ги изброите. Што значит, третиот услов, вели Шейх Утемин рахимуллах, да ние тие благодати кои ни ги дал Аллах Джелешану, да ги употребуваме за работи во кој Аллах Джелешану со нив е задоволен. Ако не тогаш, ако не го направиш ова, ти не си вистински заблагодарник спрема Аллах Джелешану. Значи, Аллах Джелешану ти дал тебе очи. Со тие очи треба само да гледаш работи што кој Аллах Джелешану е задоволен. Ако ти се пулиш во работи во кој Аллах Джелешану ги забранил, тогаш ти не си заблагодарен спрема Аллах Джелешану за твојот вид што го имаш. Ако ти слушаш музика, Аллах ти ги дал ушите да слушаш само халал работи и да ги употребуваш за халал работи, ти слушаш музика, тоа значи дека ти си за тој слухот што го имаш, не си вистински заблагодарник спрема Аллах Джелешану. Аллах ти дал нозе. Ако ти со тие нозе одиш по лоши работи, по крадење, по лажење, по хајдутлоци, тоа значи дека тие одот што го имаш, значи нозите што ги поседуваш, значи ти не си вистински заблагодарник за тој благодат кој ти го дал Аллах субхана ва таала. И така значи исто Аллах ти дал богатство. Ако ти тоа богатство не го потребуваш за добри работи, туку со лоши работи, тоа значи дека ти и можеш цел ден и цела ноќ да велиш елхамдулилlah, да се правиш пред луѓето како добар муслиман, но во вистина ти го злоупотребуваш богатството кој ти го дал Аллах Джелешану, тоа значи дека ти не си вистински заблагодарник за тие благодати кои ти ги дал Аллах Джелешану и тие добрини. Значи, за да видиш
За да бидеш вистински заблагодарник спрема Аллах Джелешану, треба тие три услови. Значи, да го прифатиш тоа во срцето твое, да го изразиш со своите говори, значи со устата, и трета работа, тие благодати да ги употребуваш само за работи во кои Аллах Джелешану со нив е задоволен. Тогаш си вистински, значи, тогаш си вистински заблагодарник спрема Аллах Субханаху ва Таала. Исто тука авторот Шејхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах спомнува сега и еден хадис во врска со ова поглавие, и овај хадис е огромен хадис и содржуваат огромна поука за муслиманите, а тој хадис, што е значи во Бухари и Муслим пренесет, од Ебу Хурейра радијаллаху анху, еннеху семија небија саллаллаху алейхи ва саллама јекул. Значи Ебу Хурейра радијаллаху анху го слушна пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам следново да го кажет. Кој е тоа? Рече пекамберот алейхи салату ва салам: инна тhalаthatan мин бени Исраил, абраса ва акра'a ва а'ма. Велит пекамберот алейхи салату ва салам, во редовите на Бени Исраил имаше тројца луѓе. Еден имаше што имаше болест лепра. Лепра болест, значи болест е таја кожинката негде бела, негде нормална. Значи знаете таа болест. Значи како почна од кожинката, значи на лицето исто се појавуваат. Вели Шејх Утајмин рахимуллах, до ден денеска нема медицината достигнато да оваа болест да ја излечи. Има достигнато во последново време, вели Шејх Утајмин рахимуллах, можеби да ја ограничи, да не се шири многу. Ама тоа што е појавено да го врати назад, до ден денеска не се случило. Значи имаше во нив еден човек со таја болест, значи болест со кожата, акра, значи еден човек челав, значи скроз косите паднати, и еден слеп, значи беа тројца. Еден болест со кожинката, со кожата, другиот имаше, значи немаше коси на неговата глава, очелан беше скроз, и третиот беше слеп. Велит пекамберот алейхи салату вассалам, фа арада Аллаху ан јебтелијахум, Аллах сакаше да ги тестуват, да ги искушат. Фа ба'атha илейхим мелекен, им испрати на нив мелаче. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لون حسن وجلد حسن. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. Овде му дојде на првиот човек и му рече: што е твојата најголема желба? Што посакуваш највеќе? Тогаш што рече: јас сакам да имам убава кожа и убава фарба. Значи фарбата и кожата да ми бидат убави угледни. Што се случи? И да се отстрани од мене, од телово мое, значи, овие работи, што луѓето можат кога ме гледаат, им се згрдуват. Значи, не го сака ова кога ќе бидат, значи, со луѓе во маса на луѓе, значи, как ми е незгодно. Ова сака да се отстрани и да добијам, значи, убава фарба и убава кожа. Фамесехаху, значи, го допре мелачето него, и тогаш се отстрани прво тоа што ги имаше лошото, да речеме таке болеста, и после му се даде, значи, тоа што го сакаше. И ова е, вели Шејх Утајмин рахимуллах, правило. Прво лошото се отстрануваат и после доброто му го даваш на другиот. Значи некој ако има ширк, ако има бидати, треба тие да му ја очистиш првош, за да го поучиш со теохид и со суннет. Значи првош чистење, затоа има Шејх Албани рахимахуллах многу велено ет-тербија ва тасфија. Ет-тербија ва тасфија, значи чистење и воспитување. Го чистиш од лошите работи кои цел живот тој ги живел и го воспитуваш со добри работи кои се, значи, од Куранот и од суннетот. Значи првош го чистиш ти,
После, значи, му ги даваш убавите работи. Така исто, значи, ако ти, пример, имаш сега некоја рана си ранел, оиш на доктор, тој не прави операција одма, или те шијат. Првош го чистит местото тука, го дезинфецираат местото тука и после починат клават конци, прајт, чинит, не знам што. Така или не? Истото и ова, значи. И зато ова е знак исто, фамесехаху, го допре мелачето, дека за секоја работа Аллах Джелешан оставил себеб. Синаче можеше одма да му се дај нему тоа што го бараше, без да го допри него мелачето. Но допирањето на мелачето, значи со Аллахова дозвола тогај се случува тоа што го бараше тој човек, значи да биде допирањето на мелачето себеб, а не дека мелачето му го дава тоа, значи го оздравува од таа болест што имат. Туку тој што оздравуваат е Аллах субханаху ва таала. За овде сати мислу, значи за илачите што се, за докторите, значи, тој е само себеб. Тој што дава здравјите, оздравува е Аллах субханаху ва таала. И велит Шейх Утхаймин рахимахуллах дека од муъџизат, значи муџизината кој ги донесе Иса алейхи салату вассалам беше да оваа болест што не може до ден денеска медицината да ја оздрави, Иса алейхи салам со Аллахова дозвола им ја оздравуваше на луѓето. Зошто велит Аллах Джелешану велит тубриул акмаха вал абраса би изни. Тој, Иса алейхи салату вассалам, ги оздравуваше слепите и оние кои имаа проблем со нината кожинка со моја дозвола. Значи Иса алейхи салату вассалам пред 2000 години и нешто со Аллахова дозвола ги оздравуваше нив. А ден денеска медицината најсовремена, како што рече Шейх Утхаймин рахимуллах, немој на таа болест да му најд крај. Значи можат со некои креми, со некој мас да го ограничит можда, да не се ширит. Ама да го врати тоа што е оштетено, ден денеска, значи, немат постигнато. Значи му се даде. И се оддалечи тоа што тој, значи, му се згрдуваше на себе си и на луѓето кои беа во негово присуство. Тогаш му рече мелачето, значи мелачето, да сватиме многу добро, значи имаше земено, значи форма на инсан. И ова вели Шейх Утхаймин рахимуллах со дозвола од Аллах Джелешану, учиме овде, значи во овој хадис, дека мелачината смеат да земат форма на човек, на инсан, со Аллахова дозвола. Значи му дојде тука, значи во форма на човек, не во форма на мелаче. Тогаш му рече фа ејул мал ахаббу илейк, кое богатство го сакаш ти највеќе? Што сакаш да поседуваш највеќе? Тогаш рече тој ја сакам да имам ел ибил, камили. Сака да има, значи, камили, зашто, значи, во минатото време богатство се рачунеше, значи, да имаш камили, да имаш крави, да имаш овци. Значи, тоа беше богатство, да имаш нивје, ливади. Не денеска, значи, што дојде во наше време да имаш пари на конто. Во тоа време не постоеше банки и тие работи. И сега додоцно што се вели, додоцно, значи, луѓето се рачунаа кој беше богат, онјаш имаше многу ливада, многу пченки, дрва, крави, кози, овци и така натаму. Тој значи, рече, ја сакам да имам камили. И му се даде камила плодна. Значи, камилата беше плодна. Што значи дека, значи, таа ќе родити, ќе имат уште појчи. И накрај му рече, баракаллаху леке фиха. Значи, правеше дова. Значи, Аллах да ти дај берикет тебе во неја. Значи, да ти дај берикет да ти се множит. Потоа, фаета ел акра, дојде кај човекот кој беше челајца, факала еју шејин ахаббу илейк. Што сакаш ти највеќе? Што е твојата желба, твоето барање? Кал ша'рун хасан ва јадхабу анни алладhi qadирани насу би. Јас сакам да има, значи, убава коса. И вие гледате денеска самите луѓе одат Турска, одат ваму, одат таму, значи, да посејат коса. Значи, може би тој со тоа што му се случило не се чувствуваат удобно.
И затоа тој инвестирате 2000, 3000, 5000 евра што ти знаја. Значи и тој бараше шаърун хасан, значи да има убава коса. И да се оддалечи од мене ова што луѓето значи се чувствува непријатни во моје присуство. Фамесахаху и го допре. Така што се оддалечи прво што и му се даде значи убава коса и го праша фа ејюл мал ахаббу илейк. Кое богатство го сакаш највеќе? Тогаш му рече ел бакар. Јас сакам да имам крави. Фа уатија бакаратен хамила. Му се даде исто нему плодна крава и му рече барак Аллаху леке фиха. Allah te дај берече тебе во неја. Фа ата ал а'ма, дојде кај слепиот. Фа кале еју шејин ахаббу илейк. Што посакуваш највеќе? Тогаш рече јерудду Аллаху илеја басари фа убсиру бихин нас. Она што го посакувам да ми се врати мене видот, за да ги гледам луѓето. За да гледам значи каде одам. Што значи од текстот на хадисот разбираме дека овај човек гледал некое време, значи имал вид, ама се ослепил. Зошто јеруддуллах илеја басари, да ми го вратит Аллах Джелешану видот, значи да ми го вратит. Што значи да ми го вратит? Значи нешто што го имал да му се вратит. За да можам значи да ги гледам луѓето и да гледам значи каде одам. Фамесахаху го допре значи кај очите, фараддаллаху илейхи басару. И Аллах му го врати нему видот. И го праша фа ејюл мал ахаббу илейк. Кое богатство го сакаш највеќе? Рече ел ганем. Овци. Овци. Фа уатија шатен валидан. Исто му се даде плодна значи овца и правеше дова за него. Барак Аллаху леке фиха. Значи Аллах да дај беричет во неја. فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Така што породија тие камили и се множеа тие камили, се множеа тие овци, се множеа тие крави, што секој од нив имаше една цела долина, едно цело бавче или бачило, така е речено по наше, имаше едниот со камили, едниот со овци, едниот со крави. И тогаш, значи, гледате, цел хадисот сега, ама уште не е со темава за благодарност према Аллах Джелешану, кај се врзува темава. Сега почината. Thumma innahu ata al-abrasa fi suratihi wa hay'atihi. Потоа Аллах Джелешану го испрати истото мелаче да му дојде на тој првиот што имаше болеста на кожинката, да биде во истата болест како што имаше тој пред тоа. За кога ќе го види човекот да се потсети на себе си, да чите, и ја ваќе бев болен пред некое време. Да го се потсети, да земи поука и да рече, значи да биде заблагодарен тогаш уште повеќе спрема Аллах Джелешану. И тогаш факал раджулун мискин, јас сум човек сиромав. Значи мелаче му вели, јас сум човек сиромав. Уебну себил, и сум патник. Мусафир, патник су значи. Значи не сум од овде. Значи му спомнуваат две големи причиња за кои има заслужено да му се дај садака, да му се поможи. Значи е мискин, значи човек кој има потреба, човек кој е сиромав, уебну себил, и човек кој е патник. Кад инқатаат бија алхибалу фи сафари. Сите мои можности кои ги имам во патувањево се истрошија. Значи не можам да го продолжам патувањево до моето семејство. Фала балага ли ал-јаум илла биллахи thumma бик. Јас значи денеска не можам да го продолжам моето патување освен со Аллахова помош, а после и со твојата поддршка. Тогаш му рече ес'алуке биллази а'така al-лауну al-hasan wal-ġild al-hasan wal-mal ba'iran atabalлагу bihi fi safari. Ти се молам во име на онај кој ти е дал добрата фарба и убавата фарба и убавата кожа и богатството кој ти го дал, ти се моля во негово име да ми даеш една која била од овие камили за ја да продолжам со неја во моето патување. Тогаш му рече тој човекот кој го имаше во вистина Аллах Джелешану забораано и се искажа голем незаблагодарник,
mu reče faqal el huququ kathira. El huququ kathira, da го преведиме не буквално, туку по наши зборови, се el huquq kathira, значи правата се големи. Но овде, за да го разбериме уво по наш јазик, значи, односно, давачките се големи. Давачките се големи. Или исто, el huququ kathira, значи, барањата се големи, давачките се големи, трошкоите се големи, исто така речено. Значи, има големи трошкоја. Значи, ти сега си ми дошол мене да ми бараш камила, а ја има трошкој големи. Давачки големи има. Значи, тебе ти текнало сега да ми бараш камила, а ја не знам кај ми е глата, така речено. Види, значи, колку незаблагодарник. Значи, големи барања има. Давачки има многу. El huququ kathira. Faqala lahu, и му рече тогаш мелачето кој беше во форма на човек, كأني أعرفك, како да те познавам јас од некаде. Алем текун абрас јекдируке нас, а не беше ти онај кој имаше проблеми, болест во твојата кожа и луѓето им се згрдуваше кога те гледа, факиран беше сиромав, фа'така Аллаху азза ва джал ал-мал, и Аллах ти го даде ова сето богатство и те оздрај. Тогаш рече, иннема урithtu hada al-mal kabiran an kabiran. Значи, el huququ kathira, давачките се големи, значи. Ја со тебе, што ја има други давачки, значи. Тогаш му рече, јас ова што го има достигнато, значи целова брдо, значи со камили, ова што го има јас, што го поседувам, го имам наследено дедо предедо. Значи, овде тој го забораја Аллах Джелешану. Го негираше, значи, ова е, значи, тој што требаше да рече тога што се бараше, значи, да најмалку рече, елхамдулилlah. Значи, со устата да изговори за благодарност спрема тие добрини кои му ги дал Аллах Джелешану. Тој, значи, ни во срцето го имаше тоа, а ни во неговата уста, а да не збориме, сега нешто да му даде со раците негој на тој сиромав човек. Значи, овде се искажува, значи, тој голем незаблагодарник, значи, негират Аллаховите благодати. Негират Аллаховите благодати и добрости. И Шех Салих ал-Шейх, хафидахуллах, велит, добрините Аллахови, благодатите Аллахови, најдобро се чуваат со заблагодарност према Аллах Джелешану. Значи, ако ти дал Аллах Джелешану кој добрини, богатство, здравје, деца, покажи за благодарност према Аллах Джелешану, за да се уцврстат тие добрини уште повеќе, а се зголемат. И велит Ибн Каим рахимахуллах, ако заприметиш ти нешто не ти оѓ за напред, ако заприметиш ти нешто не ти оѓ за напред, така велат кај нас, така всело не ми оѓ за напред, не ти оѓ за напред, и нема да ти оѓ никој пат за напред. Зошти? Зошто Аллах Джелешану ти дал тебе многу добрини и многу бајни, и ти никогаш во животот не знаеш да речеш елхамдулилlah како што требите. Зошто Ибн Каим рахимахуллах вели, ако заприметиш да не ти оѓ за напред, фастакбиле шукр, тогаш, значи, упати се кон шукрот, кон заблагодарноста спрема Аллах Джелешану. Зошто Аллах Джелешану има речено ла ин шакартум ла азиденнекум. Ако вие сте заблагодарни спрема мене, јас уште повеќе ќе ви давам. Значи, ова го имате Аллах Джелешану речено. Ако вие сте заблагодарни, ла ин шакартум, ако вие сте заблагодарни, искажувате, изразувате за благодарност за тие благодати кои ви ги имам ја вас доделено спрема мене за благодарност, ла азиденнекум. Јас на вистина вас то уште повеќе ќе ви давам. Кога, значи, кога сме искрајни, значи, во нашите заблагодарности спрема Аллах субханаху ва таала. Потоа, му дојде, му рече на крај, фaqal ин кунте каذибан фасайярак Аллаху ила ма кунт. Ако лажиш, за ова што го велиш, ако лажиш, значи дека ти да негираш да Аллах Джелешану те оздравил тебе, и негираш ти да Аллах Джелешану тебе, имаше тука, и негираш ти да Аллах Джелешану
ти го дал тоа богатство, ако лажиш, Аллах да те врати тебе во таа ситуација што си бил порано, во минатото. Значи, ако лажиш, фасејерака Аллаху иля ма кунте алей. Значи, Аллах те врати во она состојба во која си бил порано. Кал, постои, фаета ал-Акра фи сурати. Дојде после мелачето кај челајцата кој беше, во формата која имаше тој челајцата. Значи да се подсетите, кај ја бе ваке, челајца, немав коса убава и ми ја даде Аллах Джелешану за да биде заблагодарен. Факала леху мисла ма кала ли хада. Истото му го рече и на првиот. Јас сум човек сиромав и сум патник. Денеска не може да го продолжам моето патување освен со Аллахова помош, а потоа со твоја поддршка. Дали ќе ми даш една крава за да го продолжам моето патување? Тој што рече? Ел-хукук кефира. Трошкоите се големи. Ја има други трошкои. Ја сака на море дода денеска, ја има свадба за прање, ја има ова за прање, ја има хоби мој да го направа. Ти се бараш да ти поможа тебе? Ел-хукуку кефира. Давачките се големи. Има големи трошкои. Што бараш ти од мене? И така, значи, го одби. Истото му го рече, што му го рече и на нему, како да те познавам јас тебе, а не беше ти онај челајцата, кој луѓето им се грдеше со тебе да стоат, и не беше тој онај сиромашниот, кој Аллах Джелешану те збогати и ти даде добра коса. Истото го рече тој, ја ова го има наследено, овие крави, ова брдо со крави, ги има наследено дедо предедо. Значи го заборај Аллах Джелешану тека му го дал. Тогаш дојде وَأَتَى الْأَعْمَى فِي سُورَتِهِ. Му дојде на тој што беше слепиот. Му дојде исто слеп. Значи како слеп, за да се сети самиот, значи како бил тој во минатото, дека и тој беше слеп. Му дојде нему слеп, فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ السَّبِيلِ. Јас сум, значи, сиромав човек и патник сум. Патник. Значи и сиромав и патник. Што се вели Шех Утхајмин рахмеллах велит, две големи причиња за да му помогнеш. И патник е, значи не е тука тоа местото, странец е, и плюс е, значи, сиромав. И му велит, кад инкатаат бија ел-хибалу фи сафари. Значи сите мои можности се истрошија во ова патување и не може да го продолжи ова патување денеска освен со Аллахова помош, а потоа и со твојата поддршка да ми даеш, ти се мола во тој што ти ја дал видот и овие овци, да ми даеш една овца за ја да продолжа моето патување. Тогаш му велит овај човек, што знаеше како бил во минатото, а денеска многу од нас забораваат како биле во минатото пред 10, 20, 30 години. Дека забораваат дека немале пипер во очи. Го знаеш овој збор, коптончкиот фјал? Пипер во очи? Чисто шип. Значи, забораваат дека немале пипер во очи и денеска ќе најд некого што е сиромав, му се прави дека тој не бил таков. Или дедо му негов не бил таков. Му вели се овај човек, што беше вистински заблагодарен спрема Аллах Джелешану, со сите тие услови на заблагодарноста. Во срцето, со устата и со делата. Му вели нему, кал, му рече, кад кунту а'ма, јас да вистина бев исто како тебе слеп. Фарадда Аллаху алеја басари, Аллах ми го врати мене видот. Фахуз ма шит, ва да' ма шит. Земи што сакаш од овие овци и остај што сакаш. Кој од нас што му вели некому денеска, евети го чесево мое, земи колку сакаш и остај колку сакаш. Ој он вели, хуз, јас значи бев сиромав, бев слеп, Аллах ми го врати видот, Аллах беше тој кој ме збогати мене. Така денеска што ова брдо што го гледаш ти, е све Аллахови благодати што ми ги дал тој мене. Денеска, земи ти што сакаш од овие овци. Не една, не две, колку сакаш. И остај колку сакаш. Фа валлахи, ла аджхедуке лјеум би шејин ахастеху лилlah. Јас денеска немам тебе да те пречам она што ќе го земиш во име на Аллах Джелешану. Значи, колку ќе земиш, ама го земаш вистински со искрајност, вистински имаш потреба и го правиш тоа во име на Аллах Джелешану, јас нема да те пречам. Значи, земи колку ти душа сакат. Факал,
и тогаш му рече мелачето, амсиг малек, чувај си од твоето богатство. Фа иннема иптулитум, вие тројца бевте сега во тест ставени. Аллах вас, значи, ве тестираше. Факад ради Аллаху анг, Аллах е со тебе задоволен, ва сахита аля сахибейк, Аллах е со налутен на тие двајца другите. Значи, тие првите другите, кои има крави, има камили и го заборави Аллах Джелешану. И вели Шейх Утхајмин рахимуллах, од големите придобивки на ова пренесување кој е во Бухари и Муслим е, дека последниот човек, кога бараше да му се врати видот, не рече сака да има убав вид, јак вид. Не, првите бара убава кожа, убај коси, значи увек убаво. Тој не, беше скромен во неговото барање. Бараше значи, само да му се врати видот. Дали јак, дали слаб, да му се врати видот. Прва работа. Втора работа, првите двајца бара камили, бара крави. Тој бараше овци. Што се кажува, значи тој беше скромен во неговото барање. А тие бара, значи, највисокото, најскапото. И накрај се укажа, значи, најнезаблагодарни. А тој, значи, кој беше скромен, се искажа, значи, беше вистински заблагодарен спрема Аллах субхана ва таала. И во овие зборови, значи, кога кажуваат јас бев слеп и Аллах Джелешану ми го врати видот и бев сиромав, Аллах Джелешану ме збогати, ова, значи, тој внатрешно исто го прифаќа това, дека тие благодати од Аллах Джелешану се, и исто со неговата уста го потврдуваат тоа, а кога му велит хув ма шит, ва да ма шит, земи што сакаш и остави што сакаш, ова, значи, го кажува тој со дело виш овде. Значи, во дело го кажува дека тој вистински е заблагодарен спрема Аллах субхана ва таала за тие благодати кои Аллах Джелешану му ги дал. И тогаш му рече мелачето, значи, чувај си го твоето богатство, ова беше само искушение, тест за вас. Кој ќе искажи за благодарност и кој ќе искажи не за благодарност спрема Аллах Джелешану, со тебе Аллах Джелешану е задоволен, а со нив двајца не е задоволен, туку е налутен. И како ќе биде ситуацијата и состојбата на човекот, со кого Аллах Джелешану не е задоволен со него, туку е луд со тој човек. Како тој ќе излезе на судниот ден пред Аллах субхана ва таала. Значи, ова пренесување, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, содржува, значи, огромни поуки, и овие пренесувања, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, кога пекамберот алейхи салату ва салам ни пренесуваат нас во врска со минатите народи, вакви, значи, пренесувања, не се овие само за да се кажат само. А, колку интересно беше тоа. Не. Да земиш ти поука. Значи, целта е овде, значи, да земиш, значи, ти поука. Значи, да земиш поука. Не само, значи, да ги читаш овие работи и да речеш, ау, интересно беше ова. Не. Туку, значи, да земиш поука и да научиш, значи, за твојот живот и да научиш, значи, како да постапуваш. Значи, како да постапуваш. И Аллах Джелешану вели, значи, во историите на пекамберите и во историите кои ги имат Аллах Джелешану спомнато во врска со минатите народи, е поука за оние луѓе кои имаат памет. Значи, пример, да речеме сега сура Јусуф. Зошто Аллах Джелешану го носи сура Јусуф? Само да го читаме таке? Не, да земеш поука. Како да бидете еден младич да се однесуваат? Како човек да се однесува со своите родители? Како човек да се однесува, значи, кога ќе бидат во затвор, како Јусуф алейхи салату вассалам? Како кога ќе излезете од затвор и ќе бидат на врвот на владењето? Значи, во сите етапи на животот, како да имат понесување, значи, спрема луѓето и спрема исто Аллах Джелешану, што е поважно од сите работи. Значи, затоа, ова поглавие го донесе тука авторот рахимахуллах за да ни укаже нас дека незаблагодарноста спрема Аллах Джелешану. И ако човекот се гледа сам себе си дека тој поради неговите способности ги достигнува тие добриња и тие работи во дуњалокот и го заборават Аллах Джелешану, дека вели, како што рече Шейх Утхајмин рахимахуллах на почеток, една врста на ширк во теухид ар-рубубија. А ако тој го прифаќа дека тој од Аллах Джелешану, но во себе си чувствува нешто дека тој ова ги има заслужено,
поради неговите големи ибадети што ги правит и што ги учинуваат, и тој има нешто, некое право према Аллах Джелешану, тогаш ова работа значи имат исто мана во теухид ел улухија. Значи човекот треба да ги вратит работите, значи да му се заблагодарува на Аллах Джелешану за сите оние работи кои ги поседуваат. Зашто и знаењето и способностите кои ги има тој, се значи се од Аллах субхана ва таала. После следното поглавие, а тоа е велит авторот рахимахуллах, qaulullahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma. Велит авторот рахимахуллах во ова поглавие, кога Аллах Джелешану им подари на нив едно здраво дете, тие тогаш поради него направија, значи, му правеа на Аллах Джелешану ширк. Значи, кога Аллах Джелешану им подари ним дете, тогаш тие со тоа, значи, наместо тие за тој благодат, подарување на дете, наместо тие да бидат заблагодарни спрема Аллах Джелешану, не, туку тие се укажаа, значи, незаблагодарни, поради што му правеа со тоа, значи, на Аллах Джелешану ширк. Како е тоа да му прават на Аллах Джелешану ширк? Вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, првиот аспект е да таа жена да веруваат дека тоа дете им стигна на нив поради тој евлија таму во тој гробот. Значи, таа велит, јас бев во тој, кај тој кабурот таму, кај тој гробот, и тој бил таму евлија, и кога појдов таму, од кога појдов таму, ја останав бремена. Ова е ширк, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах. И ова колку го имат во нашите редови. Значи, одат по гробови, одат по цркви, одат по камење, одат по дрва, одат по чешми и бараат берикет, и бараат деца, и бараат бракови, и бараат не знам што. Ова е ширк. Наместо тие, значи, родители, за тоа дете, што Аллах Джелешан им го дал салихан, салих, значи здраво. Им подаруваат Аллах Джелешан здраво дете. За тоа здраво дете ти треба да изразиш за благодарност према Аллах Джелешану. Се имаат луѓе, немаат деца. Или имаат деца, не се здрави. Цел живот имаат искушенија. Тој им го дал, Аллах Джелешану го подарил салих, здрав, саксален. Наместо тие бидат заблагодарни, што прават тие? Не велат филан евлија, филан гроб, филан црква, филан камен, филан не зна што, дрво. Или, велит Шейх Утхајмин рахимахуллах, втора врста на незаблагодарност, но ова не стига на голем ширк, туку е, значи, мал ширк, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, тоа е, значи, да велиш дека ова ми се случи мене, значи, останав бремена поради докторите. Значи, докторот беше способен, јас бев на доктори, на секаде, никој доктор не може да ми помогне, појдов таму во Битола, во не зна каде, во Скопје, во Кочани и на други места и останав бремена. Значи, овде исто, ова е една врста на ширк. Што ти препишуваш таја добрина и тој благодат на створенијата, а го забораваш створителот, вистинскиот подарител на тоа дете. И третата врст, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, е од страна на, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, од страна на рубубија. Ширк значи на рубубија. Не, вели од страна на убудија, значи од страна на ибадетот, а тоа вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, да човекот, кога Аллах Джелешану му подарува дете, толку тој тоа дете го сакат, што достигнуваат љубовта негова спрема своето дете да биде поголема од љубовта негова спрема Аллах Джелешану. Тогаш тој му прави на Аллах Джелешану со тоа дете ширк. Кога од знаците, значи, да човекот го сака детето свое повеќе од Аллах Джелешану, од знаците е кога се да го сакаш своето дете, ова е природно. Значи, ова, значи, не го негира никој. Ова е дел од нашата вера.
Значи пегамберот алейхи салату васелам го бакнуваше Хасан и Хусеина, ги бакнуваше еден кога му рече како имам 10 деца не сум ги бакнувал. Тогаш му рече пегамберот алейхи салату васелам, Аллах значи тогаш што ти права място кога тебе ти симат од земено милост од срцето твое. Значи сакањето на децата нешто природно е и барано е. Но кога е знак значи да човекот го сака своето дете повеќе од Аллах Джелешану, кога тој поради тоа дете е непокорен спрема Аллах Джелешану. Значи тоа дете него го оддалечуваат од покорноста спрема Аллах Джелешану и тој го послушуваат и го следи него. Зато велите Аллах Джелешану: "Иннама амвалукум ва ауладукум фитна." Навистина, вашите богатства и вашите деца се искушение за вас. Wallahu indahu ajrun azim. Но кај Аллах Джелешану имат огромна награда. За кого? Значи за оние кои биле вистински покорни спрема Аллах субхана ва таала. Значи од незаблагодарностите, како што велите Ибн Хазем тука го спомнуваат авторот рахимахуллах, од незаблагодарностите спрема Аллах Джелешану е исто именувањето на детето. Да го именуваш детето со име, како на пример Абду Амр, Абдул Каба, роб на Чабето, роб на Амр и слично така. Значи или имиња да му ставиш на детето што се во спротивност со исламот. Значи зато од тука почина работата. Значи да му ставиш име на детето со абд, роб, но спрема други, а не спрема Аллах Джелешану. Ова исто значи е незаблагодарност спрема Аллах субхана ва таала. И тука пренесуваат авторот рахимуллах едно пренесување од Абдул ибн Аббас радијаллаху анхума, но шех Утхеймин рахимуллах велит ова не е точно. Исто шех Арафат хафидахуллах во објаснувањето на оваа книга Китабу Таухид вели дека ова пренесување не е точно, не е аутентично, но зашто не е аутентично во врска со Адем алейхиселам. Зашто некои муфесирун, некои алими на тефсирот велат фалемма атахума салихан, кога Аллах Джелешану им даде ним здраво дете, тогаш тие значи му направија со тоа дете на Аллах Джелешану ширк. Овде се спомнува значи дека кога Адем алейхи салату васелам лемма тагашаха Адам хамалат, кога Адем алейхи салам со неговата сопруга Хауа радијаллаху анха имаше односи, остана бремена. Фатахума иблис, им дојде тогаш иблис и им рече: "Инни сахибукума аллади ахраджтукума мин алџенна." Јас сум вашиот пријател кој ви извади од џеннет. Исто ова вели шех Утхеймин рахимахуллах, немој да бит за да ги измами сега пак, немој да ми рече јас сум оној кој ви извади од џеннет. Овде вели шех Утхеймин рахимахуллах, ова се има случајно покасно. Значи од синовите на Адем алейхиселам, значи од другите значи луѓе што генерации подоцно се случило да имаат направено нешто таква работа. Тогаш им велит шејтанот: "Или вие ке го наречите синот ваш Абдул Харис, Абдул Харис, зашто Ел Харис е име од шејтанот. Ел Харис е име од шејтанот. Ако го наречите вие него Абдул Харис, како да све нарекле вие него роб шејтански. И тие него не го послуша. Тогаш значи им умре бебето, детето значи не го породи Хауа, умре. После за втори пат кога остана бремена, пак им дојде. И тогаш вели значи во ова пренесување фа адракахума хуббул валад. Значи ги достигна ним, ги фати она, значи да сака да има дете. И тогаш, Љубов. Значи сугестија, љубов, значи сака значи да имаат значи дете. И тогаш фасемијаху Абдул Харис и го нарекоа него Абдул Харис. Значи кога тоа дете остана здраво, се роди, наместо на Аллах Джелешану му бидат заблагодарни, што направи тие? Незаблагодарност изразија. Зошто? Го нарекоа него, значи, Абдул Харис, значи роб на шејтанот. Но вели шех Утхеймин рахимахуллах дека ова пренесување
не е важечко во врска со Адем алейхи селату васелам, значи не е аутентично. Зошто значи една работа синџирот на ова пренесување, синџирот не е аутентичен, значи синџирот не е аутентичен, зашто за вакви работи, овие се работи значи од гајбот, од скришното тајното знаење. Зашто кој знае што се случило на почеток со Адем алейхи селату васелам, освен Аллах джелешану, друг кој му да ти каже. Значи ова работа една точка, значи синџирот на ова пренесување не е точен. Исто велите вели Шейх Утемин рахма, втора точка, дека ова не е точно во врска со Адем алейхи селату васелам, а тоа е како е можно дека Адем алейхи селату васелам се покаја, исклучете. Адем алейхи селату васелам се покаја од гревот што го направи, што касна од тоа дрво, од тој јемиш, се покаја. А не се покајуваат од ширкот, што е многу поголемо од тој грев. Како е можно тоа? Значи, ова е втора точка, дека ова пренесување не може да биде во врска со Адем алейхи селату васелам. Исто третата точка вели Шейх Утемин рахимуллах, дека Аллаховите пекамбери се заштитени од ширкот. Ова е значи почнува шаница. Со проблем. Екими тој че зимен. Третата точка значи дека Аллаховите пекамбери се заштитени значи од ширк. Значи пекамбер Аллахов не може да падне во ширк. Дали тој мал или голем ширк. Потоа исто четврта точка што укажуваат исто дека ова не е вистина, значи во врска со Адем алейхи селату васелам, кога на судниот ден ќе бараат луѓето шефаат од пекамберите, ќе почнат со Адем алейхи селам, со Нух и така натаму. Што ќе рече Адем алейхи селату васелам, ќе спомни значи гревот кој има направено, што има јадено тој јемиш. Не го спомнуваат гревот од ширкот. Ако имаш овој ширк направено, тогаш требаше ова работа се спомни првош, пред гревот, зашто ова е многу поголемо од тој грев. Значи исто точка дека немој да биде вистина. Плюс вели Шейх Утемин рахмелlah петта точка. Не е можно да шејтанот да дојде кај нив и сака сега повторно да ги измами. Сега сака да ги внеси во ширк, не само во грев, во ширк и да им рече јас сум тој што ви извади од џеннет, сега бидите пак покорни спрема мене. Значи ова нема логика. Значи тој ако сакал вистински, ако е точна оваа работа, да ги измами, тогаш немаше да им се каже дека тој истиот што беше причина за нивното ваѓање од џеннет. Зашто тогаш ќе знаат тие дека тој им е нив непријател и не им го сака доброто. Значи ова е петта точка. Шеста точка вели Шейх Утемин рахимахуллах, дека им се закануваат тука, се велит, шејтанот им се закануваат, дека ако не ме послушате, јас ќе му ставам на тоа дете, на тоа бебе внатра рогови, што тие рогови ќе излезат и од мејот на Хауа. Исто ова работа, вели Шейх Утемин рахимахуллах, немој да верувате на пекамбер дека некој друго створение може да го направи ова нешто, ова работа му припаѓа само на Аллах джелешану. Да створуваат створенијата свој како тој што сакат. Значи ова исто друг е ширк во рубубија ако му поверувале во овие зборови. Значи овие се неколку точки кои се укажуваат дека значи ова пренесување не е аутентично и препишувањето на ова пренесување во врска со Адем алейхи селату васелам не е точно, туку ова се има случај значи генерации подоцно. Луѓе значи на кој Аллах џелешану им даде здраво дете, наместо тие тоа дете да му дадат убаво име и да бидат заблагодарни спрема Аллах џелешану, што направија тие од почеток му дадоа погрешно име. Го нарекоа дури значи роб на шејтанот. И исто значи ова значи за ден денес како луѓето вели Шейх Утемин рахимахуллах одат по кабури, по гробови, по чешми, по не зна каде, бараат деца, им препишуваат децата нивни на тие кабури, на тие цркви, не зна што, тоа е значи негирање на Аллаховите благодати, што значи тоа значи мој човекот или во значи како што спомнавме на почеток во голем ширк
или па во мал ширк, како што се спомна во врска со докторите и слично, значи, затоа треба многу пазење и многу внимателност, зашто спомнавме на почеток, овие поглавија тука, значи укажуваат да човекот треба да пази врвно во неговите изреки, во неговите зборови, што кажува, што зборуваат, зашто тоа значи е исто важно, што за тоа тој ќе даде значи одговорност пред својот создател. Така сме на крајот на овој дерс. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.